Добро вечер и од мене, добро вечер за мојот роден Карпош. Овој пат победнички Карпош на овие избори. Добро вечер за ВМРО, ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Ке ми дозволите најпрви да се заблагодарам на оние кои што возможија да ние имаме ова можност и привилегија да збориме од името на најголемата и најорганизираната политичка сила во Македонија, тоа е ВМРО ДПМН. Ке ми дозволите да се заблагодарам на сите оние кои што работеа деноноќно во оние доцни 80-ти, рани 90-ти години и кои што го создаваа Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН овдека во Карпош. Тоа се основачите и ветераните. Ви благодарам за се што направивте за Македонија и за ВМРО ДПМН. Понатаму би сакал да се заблагодарам на членовите, на активистите, симпатизерите, но оние млади луѓе кои што се дел од Унијата на млади сили, на дамите, кои што се дел од Унијата на жени на ВМРО ДПМН, на представниците на победничката коалиција, тоа е коалицијата за обнова на Македонија. Без целата оваа структура, ние денеска ќе не можевме да зборуваме за историска рекордна победа која што ќе се случи на изборите на 15 јули овде во Македонија. Победа која што ќе ја предводи ВМРО ДПМН заедно со народот. Ви благодарам за се што правевте. Во минатото се радувавме на победите. Имаше моменти кога достоинствено се однесувавме и кога се случуваа поразите, но има нешто што сите нас не прави поразлични од нашиот политички противник, а тоа е она енергија која што не поврзува, тоа е љубовта за нашата татковина, за Македонија. Сега е токму тој момент, почитувани пријатели, кога за помалку од 2 недели од денес, секој од нас ќе биде пред една раскрсница во каква држава сакаме да живееме. Дали сакаме да живееме во држава во која што срамот, обесправеноста, криминалот, корупцијата, обесчестеноста, понижувањето, маловажувањата ќе не бидат секојдневие, или тоа што ние го нарекуваме политичко мочуриште, или држава во која што ќе има напредни, прогресивни сили, луѓе кои што имаат визија, луѓе кои што имаат стратегија, честни и честити луѓе. Дали сакаме да живееме во држава во која што имаме истрошени политичари кои што завршиле со својата политичка кариера многу одамна, но некако на грбот на народот се уште обстојуваат на политичката сцена и буквално немаат што да понудат ново, нешто што ќе ги направи поразлични, или луѓе кои што се амбициозни, мотивирани да се справат со сите предизвици кои што им престојат на нивниот пат. Јас верувам и убеден сум во мудроста на народот и верувам на она енергија која што ја чувствувам почнувајќи од првиот собир со граѓани во оваа кампања, кога започнавме уште во Охрид, па потоа продолживме преку Вевчан, Струга, Ресен, Демиркапија, Неготино, Кавадарци, поминавме и во Чешиново Блешево, и во Зрновци, Виница, Кочани, Битола, завршувајќи еве овде денеска пред вас во Карпош. Ја чувствувам таа енергија на промени, ја чувствувам енергијата дека народот сака овој пат да си ја врати државата, која што му беше киднапирана. Таа е онаа енергија која што не мотивира и не поддржува цело ова време да бидеме подобри. Но за тоа да се случи потребно е на 15 јули да излеземе масовно уште рано наутро во 7 часот, да излеземе завршувајќи во 21 часот и да го заокружиме ливчето, редниот број 14 кој што е на гласачкото ливче, и да ја поддржиме победничката листа, листата која што предводи професорката Гордана Силјановска-Давкова. Победничката листа, листата на коалицијата за обнова на Македонија. Драги пријатели, ќе поминат години од денес, кога секој од нас ќе си го постави прашањето дали кога можев, направив доволно, дали кога имав можност, имав истовремено и храброст и застанав наспроти предизвикот кој што во тој момент ни се исправаше.
Знам дека многумина од вас ќе си ја постават дилемата дека многу работи во животот не се фер и ќе си го постават прашањето зошто токму мене ова ми се случува. Јас ова не го заслужувам. Но и тогаш кога кулминира разочарувањето, тогаш треба да сме најсилни, да се исправиме и цврсто да нагазиме на нашите нозе. Да се бориме за она за што веруваме. А колку тоа е по-големо, по-велико, колку е тоа поскапоцено, толку тие предизвици во таа борба ќе бидат поголеми и потешки за совладување. Едноставно, ако е големо она и скапоцено во кое што веруваш и во кое што ти си го посветил својот живот и сакаш да успееш да победиш, толку потешки и поголеми ќе бидат предизвиците на патот до конечниот триумф. Почетокот на овој пат е токму на 15 јули. Токму на 15 јули секој од нас ќе има можноста со пенкалото во рака позади параванот гласно да зборува. Јас знам дека многумина ќе не советуваат и ќе не кажат отиде на работата, доцна е, забадијала се, трудите, безпомошно е, не можете ништо да направите. Но тоа треба дополнително да не мотивира. Тие кои што сакаат да не демотивираат, напротив, треба дополнително да не мотивираат, затоа што кога е најтешко, тогаш човек треба да е најодлучен, најхрабар, најсилен во намерата и да продолжи да се бори. Македонскиот народ, заедно со своите сограѓани, секогаш се исправал пред предизвици и пред многу побројни противници и многу помоќни војски. И секогаш победувал. Така ќе биде и овој пат. Јас сум убеден во мудроста и одлучноста на народот. Јас сум убеден во огромна голема победа која што ќе се случи на 15 јули. Јас верувам дека народот гласно ќе зборува на 15 јули позади гласачката кутија. И покрај овој предизвик кој што ни е предизвикан од оваа пандемија, од овој вирус COVID-19. Предпоставувам во деновите кои што следат ќе се појават луѓето кои што се дел од нашиот политички противник, ќе застанат овде пред вас. Предпоставувам повторно раката на срце, па онаа истата со жицата, со семето, времето, ќе талкаат и така натаму. И повторно ќе слушнете од истите тие луѓе по некоја лага, некоја нова невистина. И повторно истите тие луѓе ќе ве убедуваат дека сега можеле, иако имаат 3 години и некој месец да докажат дека навистина можат, но еве сега им фала уште 4 години им недостасуваат за да покажат дека можат. Јас не можам да се сложам со таа сурова реалност и одбивам да ја коментирам. Тие едноставно не заслужуваат. Тие можеа, еве на пример, можеа многу подобро и многу поуспешно да се справат со пандемијата која што ја совлада и нашата држава. Дури вчера, во денот кога имаме рекорден број луѓе кои што го загубија животот, тие промовираа спот, замислете, политика и политиканство тераат за здравието на граѓаните. Замислете, тие луѓе се убедени дека овие стотици човечки животи кои што ги загрозуваат секој ден поради погрешните мерки, поради некадарноста и неспособноста, за нив треба да бидат опфатени во спот. Ама тоа се тие транзицијски политичари, истрошени, буквално ништо ново не можете да очекувате од нив. Можеа да направат подобро да се чувствуваме денеска и посигурно и побезбедно како што се чувствуваат граѓаните на нашите соседни држави, на балканските држави. Еве, да заборавиме на развиена Европа, да зборуваме за Балканот. Ние денеска рекорди соборуваме. Да, можеа, наместо да седат фино залегнати во дебели кожни фотели, да газат персиски килими и да се возат во климатизирани возила, платени со народни пари, можеа да го донесат и Google, и Facebook, и оној помалку шеретски најавуван гигант во автомобилската индустрија Volkswagen, ама не успеа. Дури
тоа што им го остави претходната влада, барем тоа да го реализира. Но и тие ги избркаа. Зошто? Си го поставите прашањето зошто тоа го направија, затоа што тие се сериозни компании, мултинационални компании и тие не сакаат да плаќаат арач во еден ресторан во југоисточна Македонија. Па така замина и сега нашите соседи им се добри домакини. За жал, најавените инвестиции во Македонија никаде ги нема. Може и 500 евра, како што велеа, просек плата. Сега следниот пат кога ќе го видите овој ист господин Заев тука во Карпуш со раката на срце, наместо 30 ќе ви понуди 34.000 денари. Влогот оди само нагоре. На лагата и нема крај. Само небото е граница за овој човек. Може многу подобра реформа во судството и правосудството да направат, а не денеска да сме хибриден режим и да се наоѓаме во последната третина на држави во светот кои што се корумпирани и каде што владее криминалот. Се надпреваруваме со најкриминалните држави во светот, убедливо сме на дното во Европа. Може наместо да го распродаваат достоинството, честа, националното, да направат подобри договори, да обезбедат подобра иднина. Но и тука не успеа. И тука покажаа дека не можат. Наместо да го укинат законот за нивелирање на пензиите, можеа да донесат многу подобар закон и многу побрзо да растат пензиите. Можеа да обезбедат за стопанството навистина подобри услови за работа. Можеа да донесат и правда и мир. Наместо правда донесоа по некоја чанта Луи Витон, а наместо судство реформирано донесоа по некоја трас судска одлука. А мирот и оној кревкиот мир кој што го наследија го претворија во немир. Замислете како денеска се чувствуваат родителите на оние дечиња од Смилковско, на кои им ветуваа пред онаа 2016 година дека ќе ја дознаеле вистината, дека некој од нив ја сокрил вистината. А првата работа што ја направија, веднаш кога имаа можност, ги ослободија сторителите на тој грозоморен чин. Замислете каков немир чувствуваат сега луѓето од семејството на Нешковски, на Јанушев, на Колјо. Денеска патриотите се судени по 15-17 години затоа што се сакаат државата, а сторители на убиства како на Јаден Колјо едва и 3 години добиваат. Таков мир овие луѓе ни донесоа. Само неправда, срам, понижувања, омаловажувања. Таа е суровата реалност која боли, пече и која што не тоне надолу во ова наше политичко мочуриште. Јас ја одбивам таа реалност и затоа за години од сега кога ќе си го поставам прашањето дали се спротиставив на таа реалност кога можев. Дали пркосев, дали се создаде тој пиреј и дали се обидов да убедам што е можно повеќе. Мои сограѓани, одговорот ќе биде да. Затоа што ја чувствувам таа победничка енергија и овде во Карпош, во мојот роден Карпош, дека масовно ќе се спротиставиме на 15 јули. Масовно ќе се спротиставиме на оваа корумпирана власт која што 3 години не плячкосува и срами. Убеден сум дека тоа ќе се случи. Сакам неколку параметри да споменам денеска, иако блиските ќе ми речат, аман доста со тие твои бројки, само бројки спомнуваш. Но денеска сакам да споменам неколку бројки кои што реално ќе ја отсликаат сликата во економијата. Каква е сликата во економијата? Се сеќавате на она фамозно блескаме, кажано во парламентот од страна на господинот Зоран Заев. Еве вака, индустриското производство во месец мај е за 27% помало од истиот месец во 2019. Во месец април 33,5% помало од тоа во месец април 2019. Втор параметар кој што сакам да го споменам, бројот на работници во индустријата е за 5% помал
во месец април и мај од истиот период во 2019 година. А денеска, што току го добив параметарот, дека во првите 6 месеци дефицитот во буџетот е 26 милиарди денари. Пари потрошени на граѓаните во обид за подкуп на изборите. Точно 26 милиарди денари, повеќе од 420 милиони евра. Толку тежи обидот на Зоран Заев да тргува новија избори и луѓето околу него. Додека пак капиталните инвестиции се реализираат во првите 6 месеци со стапка од 20% од планираното. Но затоа подкупот, или барем, ќе кажам, обидот за подкуп, бидејќи јас сум непоправлив оптимиста, дека народот знае да препознае нечеста намера и овој пат ќе му го заврти грбот на овој кој што подароци дели и ќе му го покаже тилот и темната срамна страна на македонската политичка историја. Јас сум убеден во мудроста и дека тоа ќе се случи на 15 јули. Но не заборавајте, 420 милиони евра до овој момент, заклучно со 30 јуни, се потрошени. Се сеќавате кога најавуваа дека на она капија во центарот на Скопје ќе постават бројчаник, па тој бројчаник ќе вртел, па парите ќе се враќале кај народот и се така додека не ги запоседна институциите. Денеска ниту напојување му донесоа на тој бројчаник. Барем нула да стоеше, да не подсетуваше на една голема нула која што ја направија овие 3 години и некој месец. Тие кои што до вчера им беа режим, денеска им се верни слуги и најлојални коалициони партнери. Но јас, еве се обврзувам овде во мојот роден Карпош, дека во првите 6 месеци, без разлика од која политичка партија припаѓа, тој кој што се огрешил пред законот, тој кој што ги прекршил законите и уставот, ќе одговара. Само 6 месеци се доволни да покажеме дека можело поинаку и да докажеме кој се богател на грбот на народот, кој го плячкал, крадел и срамел овој народ. Ги слушам, префрлаат ветинг во обвинителството, ветинг во судството, им се закануваат и на обвинителите и судиите, ако не обвинуваат по нивен мерак или ако не судат како што тие ќе им кажат, тогаш ќе имало ветинг и ќе бидат прогласени за неподобни суди. Не. Ние нема да почнеме од судството. Ние ќе почнеме од политичарите. Ветинг за политичарите. Да видиме кој политичар како се богател додека извршувал политичка задача. Да видиме како политичарите и нивните семејства преку ноќ стануваат велепоседници во оваа држава. Како неколкукратно го зголемуваат собствениот, но и семејниот капитал. Како цути семејниот бизнис, како летаат тендерчињата, како се зголемуваат плантажите со марихуана. Секој да се провери. Еве јас лично прв се пријавувам заедно со моето семејство да бидам подложен на ветинг. Да го докажувам мојот имот и моето потекло и на моето семејство. Ама потоа ќе продолжиме до сите политичари. Најпрвин ќе почнеме од политичарите. Не може држава да правиме ако не дознаеме кој го плячкал овој народ и кој се богател на маката на овој народ. Не се сите политичари исти. Не се сите политичари исти. Има и различни. Колку тоа и да сака Заев, Шекеринска, Димитров и останатите да прикажат, не се сите политичари со свитка на кичма, не се сите криминалци, не се сите луѓе кои што не ја говорат вистината. Има тука чести луѓе кои што си ја љубат татковината, кои што сакаат да работат за својот народ, кои што сакаат да направат и да остават некаква трајна вредност, да испишат историја. Не сме сите исти. Различни сме
многу сме поразлични, затоа ве повикувам сите да излеземе и да им покажеме дека сме различни на 15 јули. Не обвинуваа сме немале програма. Ние внимателно ја работевме нашата читанка наречена Проект Обнова. Многу внимателно, збор по збор, реченица по реченица, пасус по пасус, ја сложувавме. Ја создаваа луѓето кои што се дел од партиската комисија, луѓето кои што се дел од општинските комитети, коалиционите партнери, многу експерти кои што се политички определени, но и такви кои што се политички неопределени од земјава и од странство. Вие се сеќавате на оние разговори, мислам дека имавме една таква средба, ако не се лажам, малку подолу од овде исто во Карпуш 3. И разговаравме, ја пишувавме програмата. Разговаравме за програмата кои проекти ќе бидат дел од оваа програма, од оваа наша читанка наречена Проект Обнова. Внатре ќе најдете повеќе од 1000 проекти, политики, мерки кои што се внимателно бирани. Ние не можеме да ветиме дека се ќе решиме. Ние чуда не можеме да ветуваме. Ние не сме волшебници и чуда се невозможни. Но тоа што сме го ветиле, стојам пред вас, ве гледам во очи и ви кажувам слободно поминете низ Карпош, низ Скопје, разговарајте со вашите соседи, пријатели, колеги, роднини и слободно зборувајте за оваа читанка Проект Обнова. И слободно кажете им дека се што е внатре напишано ќе биде исполнето. Следниот пат кога ќе се видиме, кога ќе разговараме, кога ќе се погледаме вака очи во очи, ќе зборуваме за отчетот. Што сме направиле и што ни преостанува во мандатот уште да направиме. А во оваа читанка ќе најдете најмалку, минимум, до 25% зголемена просечна плата во еден мандат, но не на ниво на филозофија и голо политиканство и реторика, туку со јасна методологија и план, за да може да не следите во реализацијата на ова ветување. Најмалку 20% повисоки пензии и враќање на стариот закон за раст на пензијата, а не овој, кој што не овозможува раст на пензијата. Најмалку 1000 километри нови и реконструирани патишта, локални и регионални. 4 милиарди евра инвестиции, домашни и странски. Во првите 100 дена ќе им одржиме лекција како се пуштаат бомби со 3 нови бомби, 3 нови странски инвестиции овде во Македонија. Во првите 100 дена. Во ова време, кога не затворија, кога сме на дното, кога ја затворија Европа за нас, ние ќе покажеме и ќе одржиме лекција како се отвара повторно Европа за нашата Македонија. Реформи во правосудството. Многу внимателно се пишуваше програмата од врвни експерти, од професор Силјановска, професор Каракамишева, професор Наумовски, Спасеновски. Тука учествуваше и Тимчо, и Ружица, и многумина познати адвокати, експерти, кои што дадоа голема вредност во тие реформи. Реформи каде што ќе го ослободиме правосудството од политичко влијание. Не можете вие да повикувате на ветинг во правосудството, а да сте го заробиле тоа истото и да нарачувате трас судски одлуки. Тоа е невозможно. Не можете вие да велите ветинг во обвинителството, а да го каните јавниот обвинител и демек пријавувате кривично дело во канцеларијата на претседателот на влада. Тоа не е реформа. Тоа е груба злоупотреба. Груба злоупотреба на функцијата. Тоа не се реформи. Затоа сме ние тука и во овие 360 страници буквално ќе најдете дел во тие реформи. Заедно со академик Кедев, академик Попов, со доцент Николов и многумина познати еминентни лица во медицината, доктори, медицински персонал, луѓе кои што
ја познаваат медицината внимателно, ја создававме програмата со главен акцент на превенцијата за помали трошоци, за здравствено осигурување кое што ќе обезбеди лекување за секој еден граѓанин како што доликува, а не вакво кое што денеска ни се распаѓа. Бев пред Карпош во Бутел и единственото ветување кој што го дале во 2016 година е да ја реновираат старата амбуланта која што е повеќе од 50 години. Жалосна слика, тажна слика, тоа што се гледа таму. Многу внимателно биравме каква методологија ќе примениме веднаш после 16 јули, за да го намалиме данокот на 8%, историски најнизок данок, во 2021 на 9%, во 2022 на 8%. Како да дојдеме до невработеност, стапка на невработеност под 10%. 0% данок за оној кој што ќе вработи човек до 29 години. Како да ја примениме дигитализацијата во Македонија? Да напуштиме злоупотреби, да напуштиме бирократија, да ја примениме дигитализацијата во Македонија. Најмалку еден универзитет во првите 1000 во свет. Најмалку еден универзитет. Денеска се сеќавате на оние од пленум, кои што не убедуваа дека не било вака, не било така. Денеска немаме универзитет ни меѓу првите 2000 за жал во светот. Имаме и преодна стратегија со која што ќе се справиме во делот на економијата. Данокот на додадена вредност за хотелиерите, кафанџиите, рестораните од 18 ќе го намалиме на 10% заклучно со 2021 година. Ќе ги ослободиме од партиципација студентите за учебната 2021. И уште многу проекти кои што се наоѓаат во овие 360 страни и се дел од оваа читанка наречена проект Обнова. Сигурно ќе го поставите прашањето како ова ќе го реализирате. Заврши времето, почитувани сограѓани, драги пријатели, на политичари и елитисти. Секој оној кој што денеска е дел од оваа победничка листа на коалицијата за обнова на Македонија, но и оној кој што во иднина ќе извршува задачи во владата предводена од ВМРО ДПМН, треба да биде овде со народот. Ке заборават сите тие на привилегиите, туку заедно со народот ќе го слушаат народот и тоа што го збори народот, тоа што му е потребно на народот, тоа ќе биде она кое што со проекти ќе го испорачаме. Чекор по чекор, за да дојдеме до крајната цел во која што веруваме, а тоа е онаа Македонија за која што сонува мојата генерација. Македонија која што ќе биде вистински дом и мајка за сите граѓани, без разлика на нивната етничка припадност, а не само за повластени семејства, не само за привилегирани политички семејства, туку за сите граѓани. Амбициозен план, сериозна визија. Мотивирани сме и подготвени се тоа да го реализираме. 360 страни многу внимателно напишани. Ве молам, погледајте ги. Ве молам, прочитајте, за секој го има по нешто. Од првата буква во првиот пасус до последната точка од последниот пасус. Секој ќе се пронајде таму. А потоа контролирајте, критикувајте. Тоа што можеби ќе доцни, ние сме должни да кажеме зошто ќе доцни, нешто ќе сработиме порано. Но се тоа на кое што е ветено во овие 360 страни, се обврзуваме дека ќе биде реализиран. Почитувани сограѓани, драги пријатели, сосема на крај, сакам да кажам неколку реченици за носителот на листата во победничката изборна единица 1, професорката Гордана Силјановска-Давкова. Кога се запознавме, имавме еден тивок, би рекол, многу пријатен разговор пред неколку години. Зборувавме за реалноста, зборувавме за предизвиците кои што во тој момент
ја тиштеа нашата Македонија. За сето она кое што надоаѓаше, ние го антиципиравме, бесме свесни за сето тоа и морам да кажам дека имавме исто мислење со професорката Силјановска. Месеците потоа, годините потоа, можам да кажам дека професорката Силјановска е човек која промени македонската политичка сцена. Со својата искреност, со својата мудрост, со својот професорски настап, со своето знаење. Таа не мотивираше да бидеме подобри и подобри, да истраеме во нашата битка. Професорката Силјановска е човекот кој што беше наш водач изминатиот период. Жена која што знаеше и кога е најтешко да излезе и да брани честа на сопствениот народ, на сограѓаните и на сопствената татковина Македонија. Затоа ве молам на 15 јули да излеземе да го заокружиме бројот 14 и да заокружиме за победничката коалиција, коалицијата која што ја предводи ВМРО-ДПМНЕ, коалицијата за обнова на Македонија. Да сте ми живи и здрави, да ни е вечна и вековита Македонија, да ни е вечно и вековито ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за обнова на Македонија. Ви благодарам од срце.